Драги ученици, добре дојдовте на моето предавање и ви пожелувам среќа и успех во понатамошното школување. Јас сум Васил Механџиски, професор кој завршив средно училиште од 64 до 68 во гимназијата Асо Русковски, после продолжив на студии по физика, по некоја прилика прво завршив инженер по физика на материјали, после работев 10 години во фирма која беа лиферанти германски стручњаци, ноу-хау се вика нова куќа, и за тоа бев 3 месеци на обука во Германија. Мојата дипломска е вискозитет на полимери, откривање на молекулските маси и многу допринос во научно примена на физиката во научната технологија. После тоа фирмата отиде натаму дека требе, беа тука аероцели и други, ние бевме послаби, и јас отидов професор во Пробиштип 3 години. 89-та, 90 и 91-та. Тамо, како инженер, морав да положам да бидам и професор. Полагав уште 5 испити. Кои се тие? Средношколско експериментирање, методика, психологија, методика и така натаму. И се здобив со диплома професор по физика. Баба ми правеше некои масти, беше така, некои доктори седеа кај неа на станија поучиле и собиравме треви. Јас сите треви ги познавам и постанав натуро-нутриционист. Тоа е човек кој ги познава тревите, знае кои се лековити, кои се погрешни и правам масти. После ќе ви кажам за тие масти, ама сега е битно да кажам дека, значи јас сум тој човек. Во гимназијата работив, имах ентузијазам и хуманост, а 65 проекти, 115 ученика ми зимаа стипендија и никогаш не изгубивме. И да ви кажам, откриено, ние учевме 4 години, 4 часа физика, а сега кога јас предавам се учеше 2 часа. Да се совлада предметот на физика и програмата, тоа е сасвим мало. Јас држев сите години од сабота бесплатно од 10 до 12 часови на учениците во гимназијата и предавав уште физика. Им предложував проекти, им предложував нумерички задачи. Работевме, сега голема благодарност одма ќе кажам овде на професорот Драги Костадинов и на мојот пријател господин Драги Белчовски, машински инженер, кои сестрано помагаа. Во целото време Драган Костадинов ми го даваше кабинетот отворен. Ако беа повеќе од 30 ученика, 50 држевме тамо предавање. А ништо не расипавме. Имаше еден ученик Игор Симески, знаеше да свири на клавир. Прво седнувавме една мелодија на клавир и после 2 часа работење. Така беше и така се постигнало успехот. После тоа јас не застанав. Имам неколку теории за долг живот. Вика вака: прво треба да се дружиш со луѓе од кои можеш нешто да научиш или од теб да научат, ама да биде комуникацијата обострана. Никогаш да не го оставаш организмот без никаква активност. Јас како 75 годишен човек имам активност да работам научно со проекти. Друго, да речеме, да работиш некоја работа која ти создава радост. Ако нема радост, исклучи го мозокот и работата заврши. Да се храниш витамински, да шеташ, да користиш сите придонеси од природата, што рекол Никола Тесла. Лековите се околу нас, треба да ги откриеме, да ги користиме и се речи без пари. Професорот Васил Механџиски има лабораторија, мини, уствари бавча, каде е покриено се и сите билки што ги користам немаат радиоактивни дождови, немаат кисели дождови, екологијата настрана со автопат нема издувни гасови. Што се тие билки? Ќе кажам да чуе населението во Берово. Розмарин, лаванда, босилек, жалфија. Тие такви што ги немаме на дохват, нане, мента, се, тоа е заштитено од зрачење,
а се користи за моите лекови. Моите лекови, дека се сигурни, гарантира квалитет собствена лабораторија. Јас вршам мерења, еве го вискозиметарот на УБ Лоде, дали може да го покажам? Добро, ќе покажам. Добро, чекай. Добро. Мота и оно. Драги, притисни на двете. Тоа е вискозиметар на УБ Лоде. Червени. Ајде, дај да види Сенатче. Ама он знае, Сенат, покажи го, Значи треба да се држи. Како не се? Знам, Скопје го браник това. Скопје го браник пред 90 души. Ова е вискозиметар на УБ Лоде, со кој се мери вискозноста и се определува содржината на макромолекулите. Васил Механџиски инженерот направи проби за восокот за медицински восок. Што значи тоа? Ако имаме восок од багрем, мед од багрем, мед од даб, мед од ливада, и кажете уште кој постои, ливадски, дабов, багремов, боров, пчелите прават сод кој е шестоаголен. Тоа е најздрава структура. Во кругот можете да направите шестоаголник. Сега тоа го предвидено е, се тоа е направено многу научно. Еден фулер прави на кралот во Шпанија кров и го прави со шестоаголници. И го прашува кралот зошто е шестоаголник, вика за тоа што е најздрава структура. Васил Механџиски го откри фулеренот во етерно улје на смрека, модра смрека, сина смрека или бор, кој е шестоаголен и кој е нанометриска структура со 1,8 нанометри. Јас тоа го употребувам во моите масти. Тоа е транспортер на медикаменти, антитоксичен, антибактериски и употребувам уште други лекови, као кантарион и ајдучка трева, босилек, се тоа што треба, за да се заштити организамот од воспаленија чуда, а кожите станува сјајни, цврсти, здрави, ишија с реума. Дури сега ќе направам еден маст за бабичките кои имаа брчки да ги лекуваме, брчките да ги излекуваме. Значи, тоа е мојата наука. Сега, да речеме, да се осврнеме на нашата тема, да ви кажам за 5 минути 10 мојот проект, а после повелете да ми поставувате прашања. Дома кажете дека имате трибина со научник. Јас сум веќе научник со сертификат, сега ќе го покаже Сенат, јас сум иноватор, признаен. Значи, јас сум научник. Без дискусија. Да. Драги, добро ли? Супер, да пуштиме. Слушай са. Драги ученици, сега ќе ви пуштиме да видите безжичен пренос на енергија со Теслин трансформатор. После накратко ќе ви кажам за мојата тема, а после со професорот Драган ми е на мене 15-20 години работиме заедно и напредуваме во научни проекти. Се што ви треба од него информација во Народна техника или во мојата лабораторија, ќе дојдете и ве поканувам да учествувате на проекти. Темата се вика... Ова е темата. Вика, како вика? За прво место на надпревари на младите истражувачи на Република Македонија. Добивате диплома, добивате стипендија, јас сум тој. Ето, значи, еве, да си имам прво место во Македонија за најдобар ментор на млади истражувачи, пронаоѓачи и иноватори.
Имам такви 3 сребрени, со професорот Драган имаме една за вадење на вода од бакум и сега ќе одиме во Суилак, на сите ќе им направиме на видите вода наша, не таа е наша работа, и со Драган, господин Драган Белчовски, АБЦ, он ќе биде машински инженер, он ќе биде во конструкцијата. Е така. Сега, драги, да почна да им кажа, слушайте сега. Ајде да видите, пушти го трансформатору, да видите безжичен пренос со теснен трансформатор. Сега ќе видите како свети сијалицата надалеко. Берово ќе го осветам до година за нова година без пари со господин Драган Белчовски, Драган Костадинов и јас. Пари нема. Има цело Берово да свети. Гледайте. Тоа се вика безжичен пренос. А ова трансформаторче е типичен теснен трансформатор, работи од 50 килохерци до 300... Абе свети, плаче. Ама дење не се гледа добро. Тоа е проверено, се убаво, добро. Ќе видат учениците. Види тука дали има искра. Има, готово, крај. Слушай, сега функционира, тука нема дискусија. Слушајте ме сега. Овој трансформатор работи на 150 килохерци. 150.000 херци. Има од 50 до 300. Сега правам еден на 300. 300.000 херци. Што значи ова? Сега во предавањето да го видите, вика вака. Дали, функционира, завршено се. Абе не, слушајте сега, драги ученици. Ајде да направам дека треба. Овде гледајте. Кога го бранев, имаше аплаузи, Христијан Мицковски ми честиташе, вика, генио, таков не сум сретнал до сега. Слушајте сега што се работи. Кога имаме теснен трансформатор, прави се троатомски молекул на кислород. И тоа функционира без загуба на енергија. Сега, кога пуштиме УВ лампа, она дава, као швајцарската крава, дава млеко па го расипне и го растури. Сега, со УВ лампа се намалува фреквенцијата на брановата должина на УВ и станува убитачно при интеракцијата од 2 од 3 става 3 од 2. Значи, го расипува тоа, Значи, ја вака вика Васил Механџиски. Ова да го нема. А ова важи. Тоа е со теснен трансформатор, се добива многу озон, кој е многу корисен за уништува бактерии и вируси, за од колера, за од и речете такви болести опаки. Тоа е сега. Што се дешава? Ова кога е УВ лампата многу зрачи, загрева, треба да ладиме собата, ако е минус 20 да направиме 20, да трошиме енергија и друго што се дешава, опекотини ствара многу струја. Ова е многу стабилно, ова, кога ќе опуштите во собата 5 минути до 10, значи не корона, се е завршено. Друго, ствара озон, кој е многу корисен, без промени. Над 95 на 100 има коефициент на полезна работа. Над 95. А ова е чудо. Јас викам вака. Драги, гледај сад и што преба. Ова. Криш. Ова. Криш. Сега ќе ви кажам зошто. Тоа се вика компјутерска томографија или позитрон електронска томографија. Што се дешава? Во акцелератор по Институтот на физика се прави флуор, изотоп на флуорот кој е радиоактивен, со период на полураспаѓање 110 минути и сега се дава на човекот орално или со инекција, оди во мозокот, во главата и ствара флуорот зрачи позитрони. Тоа е П+ или Б+.
Тоа е радиоактивно зрачење, имаме вака. Имаме алфа, хелиум 2,4, имаме бета плюс, бета минус и гама. Тие се радиоактивни зраци. Сега, бета плюс, тоа е позитрон, ама е зрачење. Кога се судри со електронот, настанува анихилација. За сметка на изгубениот судар се ствараат два гама фотони кои одат на 180 степени во два различни правци. Има компјутерот има 5000 детектори кои снима рече сцинтилации. Што се дешава? Кога поминува ова зрачење низ здравите клетки, поминува низ болните клетки го абсорбираа, тоа во физиката ги викаме црни точки, и на се вика во медицината туморче, рак. Сега, кога ќе откријат вака, тоа се дешава да најдат точно во која точка е, ама треба човекот да оди 2 пати, 3 пати, 5 пати на зрачење со радиоактивни елементи. Васил Механџиски предлага да биде тоа ауродиагностика со ултразвучен бран, со доплеров ефект, дека ќе добиеме истиот резултат, а човекот нема да се зрачи со флуор, него со зрак. Истото се добива и тоа го прифатија. Сега со тоа ќе настапам на Европа, ауродиагностика, крај флуор, крај магнетно-нуклеарна резонанција, крај UV лампи. Тука е мојот проект. Затоа сам прв на Балканот и ќе бидам прв на Европа, можда и во светот. Ви благодарам. Има, сега да ви кажа, ова тема, вика, каде е почетокот, тамо е крајот. А каде е крајот, тамо е почетокот. Тоа е 30 годишен научен труд. Тука треба 3 дена да разговараме. Да ви кажам на теоријата на Ајнштајн, што ви реков дека кога еден млад оди во брод, еден доле, тој е 5 години помлад, горе. Значи, времето во два инерцијални система не тече исто. Ви благодарам. Повелете секогаш, поканете ме во гимназијата, ќе отвориме во Народна техника лабораторија, ќе помагаме за ваше добро. Дечки, кои имате цел да се запишувате на медицина, на биологија, хемија, мислам предавањето ќе ви биде многу корисно и тука можете многу работи да научите. Многу работи да научите. Ако одите на натпрва и преку Народна техника за такви проекти, и ако проектот е издржан, како професор Шима, добивате дипломи, а со тие дипломи можете да конкурирате за стипендии, кои стипендии ги улесува образование. Сами сте свесни за тоа. Ако сакате нешто да го прашате професорот, кога Слободно прашете. Слободно. он е расположен, има да ви одговори на секој прашање во врска со таа проблематика. Слободно прашете. Што ве интересира, еве го, тука е, тоа е голем проект. Има ли некој цел од вас да се запишува на медицина? Еве, значи ако те интересира некој работи, со професорот може да разговараш, може да се работиш, може... Повелете, ајде. Не, тие се за книги, да. Да се договорите на некој проект да работите и ќе биде корисно. Или некој на биологија, ако сака, на хемија. Хемија, биологија, да. Проблемат на физика, се е поврзано тоа. И на комбинација е физика на материјалите, јас предавам Ајнштајн, на металуршки, на електромашински, нема проблем. А ти на која група сакаш да запишеш? На која група? Стоматологија, фармација, медицина. Општа медицина, да. Добро. Таа книгата што е од Невенка Андоновска. Мора да знаеш се. А ќе дојдеш кај професору, со професорот Драган или во школата, јас да ти разјаснам што треба да знаеш, ама ако си испод 10 неќа да се сретнам. Јас те спремам. Они там знаат што прашаа. И знаеш што вика? Кој ти предаваше? Васил вика. Има трик прашања, има парадокси,
А се решава само полека, одлегом и са случај. Да. Час ли треба да имате дечки вие? Или за книги да върнете? По-после малко просто... Професоре, едно прашање може ли од мене за вас? Може да стана там да... Може. Така само ќе Ајде, кажи. Овие ваши, значи, достигнувања сите не прават горди тука во Берово, Малешевијата, па и целата држава. Има ли шанси во следниот период да се радуваме и на Нобелова награда, која што се надеваме дека треба да... Благодарам на прашањето. Јас имам ентузијазам и работам деноночно. Спијам по 2 часа на ден, другото се е го работа. И ќе настојувам прво да имам европско првенство, а после преку Академијата на наука на Европа и преку Македонската МАНУ, Македонската академија на науките, да аплицирам и да сега баш на прашањето на овој што правиме интервјуто, ќе одговорам многу јасно. Зошто јасно? Да речеме, по моје убедување, Никола Тесла седел и спиел по 3 сата, сакал да акумулира енергијата од громовите. Васил Механџиски најде други извори, кој енергијата акумулира во порции. И ќе ја испрачаме во порции, која ќе почне да свети Берово и Пекчево, која ќе има други напредоци, па ако има доблест, нека ми дадат и Нобелова награда.